10% од светското население боледува од хронична обструктивна белодробна болест и токму оваа состојба е една од водечките за смртност во светот. Аерозагадувањето дополнително е предизвик кај граѓаните со ХОП. Кои се симптомите што подразбира диагностиката и можен ли е квалитетен живот кај граѓаните кои што живеат токму со хронична обструктивна белодробна болест? На сите овие прашања одговори бараме од нашата втора гостинка. Велом добро утро за доктор Марија Здравевска, пулмолог. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро на сите гледачи. Доктор Марија, ајде да започнеме со статистиката. Домашната нималку охрабрувачка и вели дека повеќе од 100.000 луѓе живеат со ХОП. Една од главните причини се посочува пушењето, а минатата недела ни бевте на Скајп па говоревме дека сме лидери токму и на оваа тема, но она што ме интересира, кои се други фактори кои што играат клучна улога за хроничната обструктивна белодробна болест? Еве како сме лидери во сите лоши работи. Да, и во аерозагадување, и во пушење, и така. Хронична обструктивна белодробна болест се проценува дека повеќе од 140.000 има во Македонија, иако за жал ние немаме точни бројки, но и во светот нема точни бројки, бидејќи многу се подценува постоењето на хроничната обструктивна белодробна болест, особено кај по лесните форми и кај помладите луѓе, помлади условно, нели, таа е болест на генерално на постара популација. Она што го имаме како проблем со хроничната обструктивна белодробна болест во Македонија, па и во светот, е дека таа практично настанува заради било какво оштетување на белите дробови кога се изложени на нокси и односно оксидативен стрес. Дали тие штетни материи, потекнуваат од аерозагадувањето надворешно, дали потекнуваат од внатрешното аерозагадување заради користење на биомаси за грејење, дали потекнуваат од огромен дел од тие, да кажам, штетни материи или состојки на аерозагадувањето и внатрешно и надворешно се и цигарите, значи согорувањето на цигарите и сите овие нови електронски уреди, вейп и така натаму, да не ги спомнувам, кои што сега модерно се користат од страна на луѓето за добивање на никотин. Значи, секако да не заборавам, тоа се загадувачите од индустријата, значи сите тие штетни нокси кои што во воздухот кој што го дишиме ќе бидат присутни во поголема концентрација од колку што е дозволено, при вдишување директно делуваат штетно на лигавицата на дишните патишта и на белите дробови, но и поминуваат низ ткивото на белите дробови, низ мембраните во белите дробови и влегуваат директно во циркулацијата, од таму се разнесуваат, односно со помош на крвта се разнесуваат до сите органи и нивното штетно дејство продолжува и директно на сите органи. Така што една од, бидејќи белите дробови се директно изложени на овие штетни нокси, оксидативниот стрес кој што го предизвикуваат овие нокси, го практично доведува хронично изложување на овој оксидативен стрес, практично доведува до оштетување на ткивото на белите дробови и на дишните патишта. Кои се главните симптоми кои што укажуваат на оваа? Главните симптоми се многу неспецифични, за жал, заради што се доцна се открива оваа болест, односно луѓето ги припишуваат тие тегоби на разни работи моментални и не обраќаат внимание на време. Најмногу треба да се обрати внимание на хронична кашлица, која што обично, особено кога се потенцира во зимските месеци или во месеците кога е поголемо загадување, понатаму тешко дишење, во понапредните стадиуми и замор при движење или при физички напор, свирење во градите, чувство на стегање во градите, дури некогаш пациентите се жалат и на болки во нозете, односно неможност на движење, индиректно, веројатно, заради тоа што се нели засегната е капацитетот на дишење. И што откако ќе се диагностицира, колку промената на стилот на живење е клучна во квалитетот на животот на граѓаните? Што откако ќе се диагностицира, многу зависи од тоа во кој стадиум ќе фатиме болеста, заради што и го користиме овој светски ден на ХОП да апелираме да луѓето сите се јават кога ќе ги осетат овие тегоби што побрзо кај било кој доктор на било кое ниво од матичен па натаму, за да ги што побрзо ја препознаеме болеста во што порана фаза кога оштетувањето на белите дробови не е премногу големо. Бидејќи ако е оштетувањето ова се работи за иреверзивно
ирезерзибилно оштетување. Значи се работи за хронична болест и еден која што се карактеризира со прогресивен пад на белодробната функција која ќе се појави. Така, она што ние можеме да направиме кога ќе ја дијагностицираме болеста, а болеста може да се дијагностира само со спирометрија, значи ние можеме да се посомневаме на болеста со овие тегоби, но не можеме да ја потврдиме, да ја докажеме дека постои ХОП ако не направиме спирометрија. Од тука, од моментот на докажување, она што можеме да направиме е делумно да влијаеме на прогресијата на болеста, значи на динамиката на прогресија, на степенот на влошување, така што ќе го прекинеме, колку што можеме повеќе да ги прекинеме вдишувањето на тие штетни нокси кои што довеле до самата болест. Втора работа што можеме да направиме, а тоа е да го подобриме квалитетот на живот на луѓето со помош на некои лекарства кои што ги имаме на располагање кај помалку или повеќе во државата. Кога зборувам да престане изложеноста на она со што довело до болеста, тука можеме да направиме и ние лично, и самиот пациент нешто, но и државата мора да се вклучи, како што слушнавме многу убаво од претходната ваша гостинка. Секако не само државата како институции, туку државата како ние, како народ, како вакви иницијативи, како една, да кажам, и самиот народ да се вклучи во овие инспекции, во овие иницијативи кои што ќе го придонесат да се намали изложеноста на штетните нокси. Број 1, најпрва работа која што се препорачува е престанок на пушење. Значи, доколку пациентот пуши, а најголем дел од пациентите со ХОП се пушачи, или барем се изложени на интензивно изложени на пасивно пушење, што е огромен проблем во Македонија, знаеме и сами, и станува се поголем проблем, тогаш треба да се престане со изложеноста на штетните цигари, на директно вдишување на штетните материи. Но исто така, многу е битно да се влијае на користење на огревни, особено биомаси во домот. Например, има земји во кои што е традиција да се користат биомаси во простори кај што немаат ожаци, или кои што нема издувни гасови, кои што се земјите на Средниот Исток, например, каде што интересно инциденцијата на ХОП, која што е типично во западниот свет поголема кај мажите заради пушењето, таму е поголема кај жените, бидејќи жените цело време се изложени на готват повеќе се во дома. Сосема накусно на 2 минути пред вести, при самиот крај, кажавме пасивни пушачи, за жал луѓе, откако сега и се промени законот, порано беше поубаво во затворени простори, ресторани и слично, забрането пушење, одлично. Меѓутоа, пасивни пушачи, аерозагадување, има луѓе кои што не се пушачи, а за жал се изложени на овие ризик фактори. Како да го поминат овој период без поголеми последици, кога ни се затворени рестораните, затворени простори, аерозагадување? Ајде да го искористам овој момент, бидејќи и таков денот, да апелирам да се сите заедно како општество да се потрудиме да го вратиме прво законот барем на она место каде што беше, иако иницијативата во светот е и многу поригорозни мерки, но сакам да апелирам и до властите и до народот, до луѓето, да го вратиме, да се потрудиме да ја вратиме состојбата на пасивно пушење барем на она ниво како што беше. Има иницијативи Друго, сега се разговара. Ние сме направиле како здружение иницијатива, меѓутоа не сме имале одзив од претходната ситуација. Се надевам дека новата влада ќе има повеќе слух за оваа работа. Ние имаме континуирани иницијативи како здружение. Меѓутоа, исто така, она што можеме ние лично да направиме, тоа се оние заштитни мерки, лични заштитни мерки, значи да носиме кога ќе излеземе, кога е големо загадувањето, маски кои што се N95 маски, обично не помагаат, за да би ги минимизирале или нешто намалиле количината на честички кои што влегуваат кај нас. Се препорачува користење во исхраната на антиоксиданси, како што се шумска овошје, моркови и така натаму, значи тоа се опишани кои храни може да нешто. Но тоа се нијанси и секако може да се користат пречистувачи во затворените простории, но тоа е многу скапа, да кажам, инвестиција, особено за многу луѓе. И исто така ќе ја поддржам иницијативата на претходната, значи ваша гостинка, дека многу е важно да се контролира централно од страна на државата емисијата на овие гасови. Значи како контролирано користење на средства за горивни средства кај
луѓето, затоа што ние сме свесни поради и сиромаштите, да кажем, во Македонија се согорува се нешто, така да ние не само што треба да размислуваме на бројот на ПМ честички во загадениот воздух, туку и нивниот хемиски состав. Бидејќи на тоа никогаш ништо не размислуваме. Затоа и говориме гласно, затоа што сакаме промени навистина за квалитетен живот. Благодарам доктор Марија за гостувањето во Македонија на утро. Оваа тема останува отворена. Ми беше задоволство.